Високите температури кои стануваат се почеста појава од климатските промени, како и честото патување на луѓето од една точка до друга. Се причини за транзиција и појава на многубројни и разновидни надворешни паразити, велат ветеринарите, кои може да бидат заканувачки и за здравјето на животното, но и за човекот, особено доколку тие се и наши домашни милиници. Температурата од кога малку ќе се покачи, која излегуваме од овие зимни денови и ледени денови, кои веќе речиси и да ги немаме ние во нашиот град, но кога се покачуваат температурите, доаѓа до едноставно бум на паразити, кои пренесуваат сериозни болести, тропски болести, кои, верували или не, во нашиот факултет по ветеринарна медицина беше најмалиот испит пред неколку години. Тоа беше од неколку странички, затоа што таму некаде во светот, во тропските клими, да, имаат паразити, но сега се секојдневие. Во амбулантата имаме секојдневно, не по една, по неколку паразитни болести и правејќи ги тие тестови, за да провериме што се може да најдеме, се случува по една, по две, по три, па и по 4 од 4 да имаме позитивни болести. Да. Како се промени климата, како се покачија температурите, ни дојдоа тропски горештини, ни дојдоа паразити, дојде до мешање многу на луѓето. Значи ние патуваме многу повеќе за разлика од пред пример 20 години. И со тоа наше мешање, ние одиме и на нас не доаѓаат, веќе е нормално да се пренесуваат сите тие болести. И затоа треба да бидеме многу сериозни со заштитата на животните, заштитувајќи ги нив, ние се заштитуваме себе. Со зголемувањето на бројот на паразитите се зголемуваат и болестите предизвикани од нив. Една од тие е лајмската болест, за која ветеринарите велат дека е ризична, затоа што за нејзиното заболување не постојат наговестувања и индикатори и симптомите кои се јавуваат кај човекот се речиси незабележливи и траат подолг период, со што го отежнуваат и самото нејзино утврдување. Тие болести кои тие ги пренесуваат се векторски болести. Векторски болести, тоест тоа е векторот всушност е паразитот кој на нас не го пренесува или пак на животното го пренесува. Тоа е бактериска болест која борелиоза, ние можеме да ја сретнеме како борелиоза или лајмска болест. Не разболуваат тие вектори крлежи со црноглави, темноглави паразити се крлежите. Тие доаѓаат кај нас, може да не го осетите, да не почувствувате дека имате крлеж во себе, затоа што тие во моментот кога ќе се закачат за домакинот, дали тоа било куче или човек, тие испуштат анестетици. Симптомите може да се јават доста подоцна, дури кај лајмската болест може да бидат со денови, неколку денови, но може да бидат и со месеци. И првите симптоми се главоболки, температури, трески, болки во зглобови, отечени лимфни јазли на различни делови од телото. А може да се појават на местото на угризот, ако е првите неколку денови, еден тип на чешање. Тој латентен или скриен период од заболувањето до покажувањето на симптомите може да биде доста долг и затоа се доста опасни. За целосна заштита, докторите по ветеринарна медицина советуваат дека освен заштитата од паразити преку ампули апчиња, специјално каивче и распрскување со средства, редовно да се прават прегледи и вакцинација, со цел да се одржи здравата состојба и имунитетот на животното, а со тоа се заштитува и здравјето на човекот.